На денот на светите Кирил и Методи, папата Бенедикт XVI упати порака до сите оние кои ги слават се словенските просветители, тоа да го споделат со македонскиот народ. Поглаварот на Римокатоличката црква повика на верност кон македонското наследство. Македонската делегација, предводена од председателот на собранието Љубиша Георгиевски, побарала да се слушне молбата на МПЦ за да го добие она што и припаѓа. Во Рим, паралелно со македонското, има и бугарско чествување со иста агенда. На денот на светите Кирил и Методи, папата Бенедикт XVI повика на верност кон наследството на Македонија. Од Светата столица беше пратена порака за споделување на духовното богатство со другите народи кои по традиција и култура се блиски на македонскиот. Овие светци кои се копатрони на Европа развивале една духовна и човечка мисла. Вашата земја е место на среќавање на многу култури и религии. Срдечно ви посакувам да останете верни на наследството што го имате. Барам помош од Бога за духовен мир на вашата земја, ве уверувам во мојата лична почит и пријателство и се молам за целиот македонски народ, рече поглаварот на Римокатоличката црква на средбата со македонската делегација, предводена од председателот на собранието Љубиша Георгиевски. По аудиенцијата со папата на средбата со секретарот на Светата столица, кардиналот Тарчисо Бертоне, македонската страна го отворила прашањето за МПЦ и посочила дека црквата се обраќа кон сите за да го добие она што и припаѓа. Се надевам дека односите после овие знаковити промени, после овие знаци кои ни беа дадени недвосмислено, ќе одат на една брза нагорна линија, тоа ќе ни треба. Иначе, за заклучок да ви кажем, дека зборовите кои јас ги упатив на папата, најважните беа дека него ние го сметаме за златен клуч кон Европа. По средбите во Ватикан, во црквата Свети Климент во Рим се одржа молебен на гробот на Свети Кирил, со кој чиноначалствуваше архиепископот Охридски македонски господин Стефан. Во Рим, паралелно со македонската, традиционално чествуваше и бугарска делегација. Ја предводеше председателот на бугарскиот парламент Георги Пирински. Нивната агенда на средби беше иста како и на македонската делегација, но термините и овој пат беа различни. Додека едните влегуваа кај папата и во базиликата Сан Клементе, другите излегуваа.